По Петре Шилегов и Данила Арсовска и Петар Георгиевски камиказа влегува во трката за градоначалничката позиција во Скопје. Поранишниот актер и музичар ќе се соочи со кандидатот на СДСМ и со независната кандидатка поддржана од ВМРО ДПМН, исто така како независен зад кој застана Левица, релативно мала партија која на ланските парламентарни избори успеа да обезбеди 2 претенички мандата. Дека ќе победиме, тоа е сигурно. Ако сакате да и со игра на зборови да се бавиме, нема проблем. Не, окей, па еве кажувам, значи сигурно ќе победиме, ама треба да го поминеме патот до победата. Сметаме дека тоа е вин-вин ситуација, затоа што по сите анкети тој го победува Шилегов во урбаните средини и она што му фалат се младите гласови кои што Левица ги поседува. ВМРО ДПМН, која вчера обелодени дека застанува зад кандидатурата на независната Данела Арсовска за прв човек на Скопје, денес го обелодени уште 10 кандидати за градоначалници на општини. Зошто најголемата опозицијска партија се реши да ја поддржи претседателката на Сојузот на стопански комори за градоначалник на Скопје. Ние сметаме дека на град Скопје му треба добар менаџер и гледаме дека господјата Данела Арсовска има одлично CV на еден добар, сериозен менаџер, докажана е во својата струка и гледаме еден озбилен кандидат кој што може да освои довербата на скопјани без разлика на нивната партиска определеност. За владеачкиот СДСМ поддршката за Арсовска е како што соопштуваат потврда дека на Мицкоски му е јасно дека го чека пораз во Скопје. Ваквиот чекор на ВМРО ДПМН според актуелниот градоначалник е подценување на скопјани. Се свесни дека не може да излезат пред скопјани. Со свој личен кандидат и пробуваат да ги подценат скопјани и да одиграат со така наречен независен кандидат. Јас прво не знам зашто кандидатот се срами да признае дека е ВМРО ДПМН, дали се срами да каже дека е таа партија. Второ, зашто ги подценуваат скопјани. Во секој случај злоупотребата на така наречените независни кандидати во оваа кампања сериозно може да го девастира во општеството процесот на граѓанскиот активизам. Покрај овие тројца кандидати во трката за градоначалник на Скопје успеа да влезе и Јана Петровска, поранешната директорка на Инспекторатот за животна средина, која како независна кандидатка е поддржана од иницијативата Зелен хуман град. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.